Почитувани, само со силен и брз економски развој ќе се развива и Велес. ВМРО ДПМН покажа во минатото како се работи кога се во прашање инвестициите и отварањето на нови работни места. Па така, денес во индустријската зона Караслари работат повеќе од 700 наши сограѓани, а таа бројка дополнително се зголемува како што се зголемува и развојот на оваа индустријска зона. ВМРО ДПМН ја отвори и индустријската зона Мамутчево, каде речиси сите парцели веќе се продадени и компаниите требаше да отпочнат со градба на објекти каде ќе се вработува наши сограѓани. Но за жал, досега не е започната ниту една компанија да гради, ниту да работи во оваа зона. А виновници за тоа се СДСМ и Ненад Коцик, затоа што во изминатите 4 години општина Велес не инвестираше ништо со што сопствениците на плацевите би можеле да отпочнат со градење. Ненад Коцик и Аце Коцевски не успеа за 4 години да ја изградат ниту основната инфраструктура, патна и комунална, за да може процесите да започнат, да почнат да се градат објекти и фабрики, се со цел да може наши сограѓани да почнат да се вработуваат во истите. Ние навистина не знаеме како планираат да дојдат до број од 0% невработеност, кога немаат ниту 1 метар цевка или асфалт поставена за 4 години во веќе постоечката индустријска зона, место кој има огромен потенцијал за развој. Ненад Коцик и СДСМ најавуваат 0% невработеност, исто како што на времето ветуваа по еден вработен од секој семејство, и за жал, тоа никогаш не се оствари. Забелешени останаа само празни ветувања. Но затоа сме сигурни дека по доаѓањето на Марко Колев и ВМРО ДПМН како приоритетен проект се обврзуваме веднаш да се изгради основната инфраструктура на постоечката индустријска зона Мамутчево и отварање на нова индустријска зона Мамутчево 2, каде ќе можат да дојдат нови инвестиции кои ќе отварат нови работни места. Почитувани, работите не се решаваат со убави зборови и паушални ветувања. Не треба само да се ветува 0% невработеност, туку треба да знаете како ќе го направите тоа, за да имате лице после 4 години да застанете повторно пред граѓаните. Ние ветуваме дека со напорна работа ќе отвориме што е можно повеќе работни места и ќе донесеме многу повеќе инвестиции. Една од тие работи е и отварањето на индустријската зона Мамутчево 2. Ова во минатото се покажа како одлична стратегија. Затоа и ќе дадеме силни заложби за инвестирање во овој сегмент. Затоа, во недела на 17 вашиот глас за Марко Колев и советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата, предводена од Зоран Љутков, е глас за нови инвестиции и нови работни места. Драги сограѓани, Велес ќе биде поубаво место за живење. Ви благодарам.